Антивакциналната кампања во земјава последниве години зеде голем замав. Покрај отпорот на родителите да ги вакцинираат своите 12 годишни ќерки против ХПВ, отпор се јави и за други вакцини од календарот за имунизација под оправдување дека токму од вакцината која се дава на 12 месеци, кај некои деца има нус појави, односно било констатирано аутизам. Сите досега истражувања, се што е сработено во светот, тие се пратат тие трендови во светот и кај нас, и нашето министерство ги прати, ништо не води кон тоа дека вакцината, посебно е дискутабилна вакцината морбили рубеола паротит, која се дава во првата година, дека е поврзана со аутизмот. Тоа е нешто генетски, мислам има други фактори кои допринесуваат до таква состојба, а за жал родителите ја приметуваат точно детето кога ќе почне да треба да зборува, да ги дава првите реакции на првото однесување према околината и така, тогаш се забележува сите тие промени дека настануваат и тие го поврзуваат со вакцината. И малку знаете, ние сме пристрасни. Мора некако вината да ја префрлиме на некој друг, на нешто друго. А во овој случај го правиме точно од вакцината тоа се случи. Поливалентните или така наречени прочистени вакцини беа гласно барани од страна на родителите. Истите се воведоа и е избегнато повеќекратното боцкање кај малите деца. Од неодамна редовната имунизација претрпе измени со цел усогласување на македонскиот имунизационен календар со земјите од Европа и САД и секако по препорака од Светската здравствена организација. Во почеток се вакцинираат уште во болница против туберкулоза и хепатит, тоа останува истото, и после на 2 месеци оди вакцина дифтерија, тетанус, пертусис, хепатит, полио заедно, таа поливалентна на 3,5 месеци, на 6, сите тие се вакцини и на 12 месеци е морбили рубеола паротит. Понатаму има 18 месеци првата ревакцинација. Сега на 4 години настанува онаа промена, дифтерија, тетанус, пертусис, нема ревакцина на 4 годишна возраст, а ќе биде на 6 годишна, односно во прво оделение кај децата, тогаш ќе се дава дифтерија, тетанус, пертусис и полио заедно. Оти ние дававме во второ оделение дифтерија, тетанус без пертусис, и полио вакцина со напивање. Искуството во школска медицина покажува дека деца кои доаѓаат од Австралија, Канада, Америка, земјите од Европа, редовната вакцинација продолжуваат во земјава и вакцините се исти како и во странство и додаваат дека граѓаните не може да патуваат во странство без комплетна имунизација, што како доказ го бараат сите држави.